Речиси 80% од угостителите се соочуваат со пропаст. На владата денеска тие и дадоа 5 дена рок да усвои конкретни мерки за нивен спас, односно да ги усвои нивните барања за креирање посебни мерки за директна помош и подршка на угостителската индустрија. Повеќе од 80% од угостителите во моментов и како доживуваат непријатни ситуации во однос на неможност на справување на обврските кои што се произлезени од тековното работење и одржување на ликвидноста и се доведени до ситуација доколку за месец јануари хитно и односно итно не добијат соодветна подршка, помош или субвенција, вклучувајќи и субвенцијата за плати, поголемиот дел од нив ќе бидат приморани да затворат или ќе се соочат со блокирање на своите сметки од страна на добавувачи или од страна на државата поради неможност на исполнување на обврските. Бараме безусловна субвенција за сите вработени во угостителската индустрија во висина на бруто плати, додека се во важност ограничувањата со рестриктивните мерки. Грант за сите угостители по принципот на доделена ваква помош за ноќните клубови. Безусловна достапност до долгорочни и бескаматни државни кредити. Изедначување на ДДВ за угостителски услуги согласно ветувањата на 10% на сите угостителски услуги. Стои во барањето на угостителите до владата. Реакцијата на угостителите доаѓа откако владата објави дел од петиот пакет мерки за помош, од кои угостителите се незадоволни. Со оглед дека во моментот владата донесе одлука за која што побитни беа другите индустрии од угостителската, сметаме дека сме изиграни и денеска таа информација доживеавме како ладен туш сред зима, со која што практички свативме дека сме едноставно маргинализирани во сите одлуки кои што треба да се донесат за помош и подршка на угостителите. Листата со барања веќе е доставена до владата, но за сега оттаму конкретен одговор на нивните барања нема. Добивме еден таков допис, секако во првиот момент кога ние ќе ни биде доволно јасно, имаше период на изјаснување на стопанските комори, социоекономските партнери за собирање на предлозите за мерките, ќе ги видиме, ќе ги разговараме и ќе ги послушаме. Но треба да сватиме дека во тешки периоди сите треба да бидеме разумни на очекувања и можности. Битики потенцираше дека уште во самиот старт биле донесени посебни мерки што се однесувале само за угостителите, а дека и сега за нив важат истите мерки кои важат и за сите останати. Инаку за следната недела е најавен состанок со Комисијата за заразни болести, на кој меѓу другото ќе се разговара и за можноста за продолжување на работното време на угостителите и по 21 часот.